да ги најавам моите двајца соговорници. Од Куманово, Драган Ивановски, одговорен уредник на ТВ+, една влијателна телевизија, и се разбира Сулеймани од невладиниот сектор, еден од граѓанските активисти, еко спајдермен, што би рекол, со оглед на фактот дека беше промотор на реобнова на Шапка, вложи голем напор околу покренувањето на граѓанството за средување на состојбите во оваа урбана средина, и се разбира прашањето што би можело да донесе дуелот Ариф и Касами. Добро утро и за двајцата. На почеток Куманово. Ивановски, што се случува во овој момент во Куманово? Максим е во водство, Илиевски очекува победа. Колку се тие реални прогнози? Добро утро, Чомовски, ви благодарам на поканата да бидам ваш гост. Мирно е денеска, утро во Куманово. Нема еуфорија, мирно е на улиците. Очекувањата, верувам дека од двете страни се победнички. Е рано може би да се прогнозира нешто конкретно, но сигурно дека и двајцата кандидати кои се пласира во вториот круг имаат причина за да се надеваат и да калкулираат со гласовите кои што не ги добија на свое конто во првиот круг. Инаку за мене би рекол ова беше и очекуван резултат на изборниот процес во нашиот град. Максим се реши на една прилично робустна кампања во која освен што на одреден начин ги добиваше гласовите на своите сограѓани, не пропушти шанса да биде жесток критичар на СДСМ. Се разбира прашање како Заев со оглед на завршниот митинг постигне ефекти со тоа дека Максим ќе изгуби, но се чини дека прашањето на еднината кој ќе раководи со вториот по големина најнаселен град ќе се решава врз основа и на расположението на коалицијскиот партнер ДУИ. Што ти мислиш, Драган? Видете вака, ако следите, веројатно и се сеќавате дека Максим Димитриевски во континуитет последниве 2 години имаше на многу теми различни размислувања од своите сопартици кои што се на раководни функции. Значи, не пропушти нормално и во кампањата да упати критики на начинот на кој што се раководи нашата држава. Тој имаше, велите, една робусна кампања, тој расчисти со фактот дека нема многу средства за рекламирање на медиумите и својата кампања ја насочи на терен и на социјалните мрежи. И мислам дека доста умешно го правеше тоа. Ако погледнеме кај СДСМ, мислам дека тие не се толку големи губитници во Куманово, нели, помина во втор круг, сега треба да ги бараат анализите, да анализираат и да ги бараат причините зошто немаат повеќе гласови на своје конто, а најголем губитник според мене е ОК на ВМРО ДПМН во Куманово, бидејќи при ваков тренд на ВМРО во цела Македонија тие имаат еден навистина лош резултат. Сега капацитетот за коалицирање, како што реков и на почетокот, е присутен и кај двајцата кандидати, имаат право да калкулираат. Точно е, ја слушав изјавата на господин Оливер Илиевски дека голем дел од гласовите на ДУИ не се на неговото конто и сигурно дека ДУИ ќе има голема улога со своето гласачко тело во Куманово, но остануваат и гласовите на кандидатот на Алијансата и на Алтернатива. Ако не се лажам, тој има некои 5.500 гласови, господинот Беким Сали. Тука и Левица со своите гласови. Имаше доста листи, 13 кандидатски листи, така да сите освоија помалку и сега ќе биде интересно да се види кој како ќе ги анимира во вториот круг. Очекуваме во секој случај да биде многу интересно и неизвестно до самиот крај. Очекуваме интересни 2 недели на изборна кампања во нашиот град. Јас посакувам само да биде што по-фер и оној кој ќе победи да се обиде да ги обедини сите и да нема реваншизам. Тоа е најважно. Граѓаните нека го изберат најдобриот или за оној кој што мисле дека е најдобар. Куманово, Драган Ивановски, завршувам со тебе во овој блок на јавување од мои колеги и граѓански активисти. Што очекуваш? Мирна кампања и битка на ДУИ Алтернатива и во Куманово околу тоа дали
Максим Димитриевски или Јовчевски? Илиевски. Видете, не само битка помеѓу ДУИ и алтернатива, тука се и гласовите на ВМРО ДПМН. Ако се анализира добро, можете да забележите дека дел од гласовите ги немаат нови избори кои што традиционално ги освојуваат во Куманово. Мислам дека завршија на контото на Димитриевски во најголем дел. Очекувам кампања која ќе биде возбудлива, но пред се фер и коректна и дека навистина ќе се нудат идеи. Во првиот круг имаше и доста големи ветувања кои не беа реални. Се надевам дека ќе се нудат реални ветувања, затоа што граѓаните некако почна се едуцира и ги препознаваат реалните ветувања и ги одвојуваат од оние кои што се нереални. Исто така, мислам дека после овој прв круг на избори и партиите добро ќе размислат кого се кандидираат на своите кандидатски листи, бидејќи има таму некои поединци кои што покажуваат дури примитивизам на социјалните мрежи, а неретко и невидена ароганција со закани. Сето тоа мислам дека негативно влијаеше на граѓаните. Очекувам интересна битка и очекувам во иднина победникот, оној кој ќе биде нов градоначалник на Куманово, да започне да ангажира професионални лица кои што се професионалци во струката и кои ќе даваат оригинални идеи. Мислам дека тоа недостасува на градот. Не секогаш парите се тие кои што одлучуваат дали нешто квалитетно ќе се организира и ќе се случува во градот. Некогаш идејата може да биде навистина прогресивна и да донесе некои големи бенефити за градот. Се на сега, што реков, очекувам да бидат коректни во представувањето пред граѓаните, а не верувам дека ќе има отворени коалиции, освен СДСМ и ДУИ кои фигурираат нели и на национално ниво, но очекувам дека ќе бидат повикани граѓаните да гласаат по своја убедување. Тоа се моите очекувања и неизвестно до самиот крај. Добро. Значи, за 2 недели повторно ќе се видиме и ќе разговараме кој победил Димитриевски или Илиевски. Драган, уште само да те прашам, кога од арсеналот на твојата вицотека ќе гледаме нов серијал? Па во подготовка сме, некако изборите одложија се. И тука е најголемиот интерес во овие 3 недели. Веќе од следната недела започнуваме со некои премиерни содржини, а потоа во месец ноември комплетно премиерно издание на Нема Љутиш. Од нова година работиме на случај да започнеме со целовечерно шоу кој ќе се емитува во вечерните часови, ќе ги задржиме сите содржини, но ќе внесеме и некои новитети со кои мислиме дека наистина ќе ги анимираме гледачите во Македонија и дека ќе бидат со нас во текот на целата година. Благодарам. Очекувајте наскоро баш онака со цела сила и најсмешно што може. Ајде, во очекување сме. Се разбира со убавиот дијалект на Куманово, кој освен вие ретко кој друг во Македонија може да го подразбере, но тоа е очигледно богатството на нашите дијалекти.